Со овој закон, заради краткорочни политички поени, се доведуваат во прашање трајните интереси на Република Македонија и македонскиот народ. Прво, барањето за двојазичност е абсолвирано со амандманот 5 од Уставот на Република Македонија, кој произлезе од рамковниот договор, каде се регулира прашањето за службениот јазик во Република Македонија. Колку што е опасно неспроведувањето на рамковниот договор, толку е опасно излегувањето од рамката што тој ја предвидува. Ке подсетам дека Република Македонија е унитарна држава на сите нејзини рамноправни граѓани: македонци, албанци, турци, срби, власи, роми, бошњаци, христијани, муслимани, евреи, атеисти. Тоа е она по што сме различни од другите. Второ, за еден предлог закон да има европско знаменце, неопходно е да постои европска директива што налага усогласување на македонското законодавство со законодавството на Унијата. Таква директива не постои. Со овој закон Република Македонија ќе стане можеби единствената европска држава која сама си поставува услови за членство во Унијата кои никој не ги бара. Трето, нема прецизна терминологија околу тоа што е официјален јазик, службен јазик и јазик во службена употреба. Ваквата непрецизност неминовно ќе се одрази на имплементацијата. Четврто, законот е репресивен. Петто, оние кои тврдат дека предлог законот е во согласност со Уставот и законите, ќе ги прашам во согласност со чиј Устав и чиј закони. Како председател во мојот кабинет имав консултации со правни експерти, уставни суди, академици, универзитетски професори, лингвисти. По извршените консултации можам да кажам дека законот за јазиците не представува закана по македонскиот јазик. Тој представува закана по унитарноста на државата. Овој предлог закон го крши најголемиот закон на државата, тоа е Уставот на Република Македонија. Кога ќе се прекршат големите закони, ние не добиваме ниту слобода, ниту анархија. Наместо тоа добивате многу мали закони за да го оправдат кршењето на големите закони. Наместо во духот на диалогот, вклученост и соживот да градиме мултиетничко општество преку општо прифатени закони, ние носиме репресивни закони без политички диалог, без вклученост на научната и експертската јавност. За прашања кои задираат во унитарниот карактер на Република Македонија, за прашања кои задираат во правата и надлежностите на системските закони, мора да постои вистинска јавна дебата и најширок можен консензус. Охрабрува што новата влада најави дека конечно во 2019 година ќе се спроведе попис на населението. Тоа ќе ни овозможи да добиеме реална слика за внатрешно-политичката состојба и основа за правата и обврските на граѓаните и државата. Мојата одлука за законот се заснова врз дадените писмени гаранции за заштита на унитарноста, суверенитетот, територијалниот интегритет, независноста и мултиетничноста на Република Македонија. Законот за употреба на јазиците мора исклучиво да биде во согласност со Уставот и усогласен со законите на Република Македонија. Јас сум председател на сите граѓани и сакам унапредување на употребата на јазиците на сите заедници, вклучително и на албанскиот јазик. Затоа ги повикувам лидерите на сите парламентарни партии, прво да ги слушнат експертите и да направат квалитетен закон што нема да биде оспорен. Ги повикувам да направат закон што ќе понуди сеопфатно решение што вистински ќе ја унапреди употребата на јазиците, без притоа да создава поделби. Денес, со примена на современи технологии и дигитални платформи, веќе има и решение за унапредување на употребата на јазиците без притоа да се предизвикува бирократска парализа и поделба. Само така сите ние од овој процес ќе излеземе и посилни и посплотени.